Еве со професор Чедомир Сазовски, еден од карате доајените и главниот виновник, да кажем, за оваа убава манифестација која организираше Унијата на карате ветераните. Чедо, ние се знаеме долго време, приказката за каратето е многу убава, емотивна и долга. Меѓутоа, она што можеби побудува најголем интерес е овој документарен филм за каратето. Една ваша, по мене, гранде идеја. Збор повеќе за нашиот YouTube канал Дургутов, за пошироката карате публика, па и за пошироката спортска публика. Најнапред благодарам што дојдовте, што сте присутни на овај мал јубилеј наш. Што се однесува до проектот Карате во Македонија од боречка вештина до олимписки спорт. Јас го почнав некаде 2019 година со одбор на луѓе од Унијата на карате ветерани кои припомагаат по работењето, но носечката работа паѓа на мене. До овој момент снимени се 205 луѓе, значи врвни каратисти, функционери, карате суди, тренери и така натаму. Остануваат некаде по списокот јас што го направив до 260, околу 50 на луѓе. Се надевам. Тоа значи дека проектот тече, во теке се работи. Проектот тече во фаза на монтажа е, дел од ова што досега, значи ги уредуваме снимките, дотеруваме, затоа што да влезат 250-260 луѓе во еден ваков документарен филм, ни треба, ако даеме на секој по 30 секунди да у просек, ни треба 2,5 сата и повеќе, така. И ќе се обидиме да направиме, да представиме Карате Федерацијата, Карате Унијата на Македонија, во најдобро светло со сите нејзини врвни спортисти, каратисти, функционери, тренери, суди и така натаму. Паралелно со правењето на документарниот филм, јас се надевам дека до 1 јуни ќе биде готов. Тоа сакав да прашам дали има некоја агенда и дали планирате едно повторно вака собирање, да кажеме, на промоција на тој документарен? Дефинитивно ќе биде баш во овој ресторан промоцијата на документарниот филм, меѓутоа можно е да биде 1 јуни, но најверојатно ќе биде некаде во втората половина на 30 септември, бидејќи паралелно со ова работа ми енциклопедија на карате спортот во Македонија со истиот наслов Карате во Македонија од боречка вештина до олимписки спорт. Во неизе, во таа енциклопедија што ја нарекувам, ќе бидат поместени негде над 650 имиња и презимиња важни за каратето и по градовите, меѓутоа и она, би ја рекол ја, златна генерација или карате легенди, некаде 100-120 луѓе, кои што ќе го заземат најголемиот дел од енциклопедијата. Ќе бидат опишани сите надпревари или најголемиот дел од надпреварите на Републичката карате лига која се одржуваше на времето, одредени државни правенства, државните праваци ќе бидат представени и во бивша Југославија, и во Македонија. Младите кои што ја продолжи оваа традиција од 91-а, почнувајќи од Елвир Куртановиќ и неговиот златен медал од Кардиф, Зоран Пеов, Анđел Ѓорѓиев и да не ги набројувам сите по ред што дојдоа до Емил Павлов, Жарко Арсовски и Сашко Арсовски. Така да тоа се два документа во кои што чинам дека ќе дадам придонес во институционално градење на архивата, на спортската архива, поготово за каратето во Македонија. И такви дела искрено не постојат многу во нашата, да кажем, спортска библиотека, зборувам на национално ниво. Збор 2 за овој специјален прилог за YouTube каналот Дургутов. Едно големо внимание кога се во прашање спортските новинари, нашите гледачи ќе имаат можност низ нашите снимки да ги видат доајените на спортското новинарство кои беа присутни овде. Како вие гледате на тоа? Мислам, печатливо е дека обрнувате големо внимание и почит генерално кон спортското новинарство. Знаете како? Значи сите спортисти можеме да се убиеме од работа, ако нема кој да го афирмира нашиот резултат и нашата работа, тоа би било попусто. И мене ми се чудеа малку од ова прв ваков настанка што некој се обидува после 30-40 години. Во бившиот систем имавме повеќе средби, новинарите беа многу попочитувани, али во овие последни 30 на години тоа не го гледам дека баш некој се отепа да направи нешто. Ја дојдов на идеја најнапред прво да им се заблагодариме и во моје лично име како спортист што ме третирали, имало кои пишували и негативно за мене и пишувало и позитивно. Меѓутоа тоа е дел од нашата историја, дел од нашата работа, дел од моето лично битисување во карате спортот и во спортот во Македонија. И затоа мислам дека
беше потребна една ваква средба и која ја предложив на управниот одбор, малку ми се зачудија. Прво се дума дали ќе има одзив, дали ќе дојдат. Јас им рекол тоа е моја работа. Јас ќе се обидам да го организираме на највисоко можно ниво во рамки на нашите можности. Како што гледате, чинам дека добро го организиравме, го направивме. Така инаку, само дигресија, ние сме во ресторанот Ексклузив, каде што газда на ресторанот исто така поранеше спортист Борче Димовски. Така, еден од најстарите кој до 42-3 години возраст бранеше вработнички. Значи, со ова ние се обидовме и успеавме во тоа. Значи, тука го имаме председателот на Олимпискиот комитет, го имаме директорот на Олимпискиот комитет, имаме сијасет новинари, доајени на спортското новинарство. Ние искажавме нашата јавна благодарност преку едно оддавање признание за се она што новинарите направија за афирмација и развој на карате спортот во Македонија и афирмација на поедини луѓе и спортисти, тренери и така натаму. Во тој контекст да завршиме емисијата, ја си земам право да се заблагодарам во име на спортските новинари, на моите повозрастни колеги кои имаат несомнено дадено голем придонес во карате спортот. Една нивна благодарност ја изразувам кон вас и кон унијата на карате ветерани за оваа покана и да сме живи и здрави се гледаме на промоција на документарниот филм. Благодарам. Ти ми биде чест. Гајчевски Атанас, кој имаше син појас во Партизан, и Сејдо Теофиловски, што имаше во џудо црн појас. Ние тројца се смекаме за основачи на ова вештина племенита и многу успешни. Гајчевски го спомнав. 75-та година, кога научеше да скијам, случајно на шапка беше Оришевски со керки. Една вечер, он го праша, што е проблем професор во Македонија со младината? Он вели, 50% од децата се неспособни за војска. А што е лекот? Еве Гајдов направи новинарски факултет, направите факултет за физичка култура. Тоа е историски момент многу важен. И на крај имам два предлога. Прво, нашава вештина не е карате, карате-до. Не е джу, него е джудо. Не е ајки, ајки-до. И втори имам предлог, а сметам со моја внука, кој закаша да ќе го направиме, карате да го воведеме во образованието. Тоа е единствен начин да ги спречиме силежијата, да ги тепаат жените. Благодарам. Година, јас бев шеф на мисија на Олимписките младински игри во Буенос Ајрес. Имахме и наш атличар, освои бронзен медал. Меѓутоа, говорењето тука каже на вистина дека причина за многу работи, лоши работи во каратето се судиите. На тој турнир, на полуфиналните и финалните превари, имав можност да бидам со председател на Светска карате федерација Антонио Панец и председател на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бахер. Седевме заедно и полуфиналната борба, кога почна, не бе активни борците, на едно го дава негативно, на другиот негативен, заврши борбата, не заврши борбата, 2-2 беше и на 9 секунди пред крај судијата ја прекина борбата. И сега, сите чекаме, 5 судии кои што беа, и дава 3-2 за црвени. Ние застанаме без текст. Финалето се одиграва истото сценарио. 2-2 на 17 секунди пред крај, значи за борба со златен медал, судијата ја прекинува борбата и сите 5 судии одлучи дека пак, не знам, црвениот освоја златен медал. Мислам дека тоа е една од причините што оператото не е више на програмата на Олимписките игри. И не знам сега што ќе биде понатака на наредните 2 олимписки игри. Сигурно нема да биде на програмата, а за понатака ќе решава Меѓународниот олимписки комитет. Меѓутоа, за жал, мене ми е посебно жал што на Олимпијадата во Токио, кога Емил Павлов беше и званично олимписки првак и кога имаме надежда дека ќе освои медал, ние мислиме дека и највисок златен медал може да освои, не се квалификуеше. За жал не добиме и валкарт, иако бараме валкарта за него, меѓутоа
Месецата беше што на една единствена олимпијада кај што беше каратето на програмата немавме наши представи. На професор Чедов за се тоа што вие сте го направиле сите овие години, кои што е наистина ни е многу драго да го слушам и да се подсетам. Ми е многу драго што денеска разбравте кои работи за мојата драга братучетка Луиза, значи ние како фемили имаме многу шампиони и да продолжите вашето искуство да го пренесете на генерациите. Мислам дека нас многу ни фали тој сегмент, да знаеме како се тоа што сме го акумулирале, да го пренесеме. Имаме еден хендикеп како народ и како нација, прерано се откажуваме од луѓето кои што многу знаат, многу сме нестрпливи да дојдат некои помлади и тоа многу ни фали. Мислам дека ова искуство е вистинско богатство, ама ќе биде тако кога ќе биде во функција на помладите. Благодарам. Атанас Костовски, со 86 години сте најстари спортски новинар во Македонија. Се уште се сеќам на овие времења кога бев уредник на спортска рубрика на Нова Македонија, пишев за темпо. Тогаш пишев многу за карате, за мојот пријател Елвин Кутановиќ, за Назим Куктовиќ, за Тимче Бирчо Пеловски, за Огненовски и мислам дека карате, морам да кажам дека сепак еден од најтрофејни спорти во Македонија. И драго ми е што бев дел од тие убави времења кога карате и денес, можеме денес малце послабо го следам, али тоа беше станало го. Благодарам многу. Повикувам Коте Христо, председател на собранието на Унијата на карате ветерани, да го додели признанието на господинот Зоран Михайлов. Честити! Благодарам. Каратето не беше спорт на моето детство, туку на мојата младост. Како човек кој што живееше во непосредна близина на паркот, се соочив со еден спорт кој што е во повој, кој што направи една таква експанзија како можеби ниту еден друг спорт во нашава средина. Одеднаш каратето почна да ја исполнува салата на работнички со изморени надпревари. Одеднаш почнаа да ни идуваат карате клубови низ цела Македонија, да израстуваат асови на овој спорт, да доаѓаат најистакнатите имиња на светското карате. Јас жал ми е што каратето не беше најтесниот дел од мојот делокруг на работата како професионален спортски новинар, но секогаш колку што бев во можност го поддржував неговиот развој. Јас само пожелувам луѓето кои што се во каратето, со кои не можам да се мерам во мојот придонес за овој спорт, колку што тие направиле и натаму да продолжат со преговорна работа, да го развиваат, да бидат упорни, да се обидат да го вратат одново на Олимписките игри. Благодарам. За карате. Ми беше чудно, моите новинарски почетоци беа заедно со каратето, кога да, каратето е спорт, меѓутоа велат не е само спорт. Што е? Каратето пред се е споразумка на формирање на здрави личности. И тука ги препозна вистинските вредности на луѓето кои 90-тите беа околу мене,
Значи, беа врвни спортисти, врвни тренери, така натаму, но пред се беа одени луѓе. Се надевам дека каратето повторно ќе го заземе местото кое го имаше тоа пред се по создавање здрави личности, а тоа на оваа младина е потребно.